Во овие тешки мигови, во овие тешки денови за Македонија, важно е да зборуваме за психолошката поддршка за целокупното население. Потребни ни се психолозите во оваа ситуација да ни помогнат околу нашето ментално здравје. Затоа во продолжение во Слободен печат ја поканивме да разговараме со Ида Протуѓер, психолог и тренер за личен и организацијски развој. Ја вклучуваме на Zoom од Виена. Да започнеме, Протуѓер, со клучното прашање: што представува травматска криза, што е всушност кризна состојба? Може ли да ни објасните? Благодарам, Александра, на поканата и на можноста да разговараме. Да, кризи. Јас сум обучена сме поминале тренинг за справување со кризни ситуации. Постојат два вида на кризи. Едните се травматски, другите се кризи на промени. Кризите на промени се сите оние кризи кога, да речеме, менуваме земја на живење или менуваме една ситуација, кога значително се менува динамиката на нашиот живот. Кога некој ќе отиде во пензија, па дури при венчавка, кога се менува значително нашиот живот, и тие се своевидни кризи на промени. Травматските кризи се кризи кои настануваат поради некој сосема ненајавен и неочекуван настан, кој е толку силен, толку е стресен, што ги надминува сите искуства на човекот до тогаш. И активира еден посебен механизам во мозокот, кој ние го викаме бегство, замрзнување или борба. А тоа е активирање на лимбичкиот систем, што го кажуваме емоционалниот наш мозок. При травматска криза, кој ќе се соочи некој со таков настан, во истиот момент прво се активира амигдалата, таа е задолжена за активирање на тој систем, праќа еден сигнал до хипоталамусот, тој праќа сигнал до другите наредби, до другите центри, да се лачат огромни количини на адреналин, потоа и на кортизол, за да може тој наш дел се вика симпатикус, за да може човекот да се справи со стресната ситуација. Да речеме, во случајов требале луѓето да избегаат, и тој те спрема во таквата кризна ситуација, значи да ги активираш сите ресурси во организмот и да ти даде сила. Забрзано се диша, се затегаат мускулите, се стеснуваат зениците и го спрема организмот за бегство или борба. Или пак некој се замрзнува во таквата ситуација. И сега во таа ситуација, кога се лачи адреналин и високи количини на кортизол, се блокира делот од мозокот што е задолжен за меморијата, за емоционалната меморија. И кортексот, тој што е рационалниот дел од мозокот, е како да кажеме, исклучен. Не е сосем исклучен, меѓутоа вие ќе видите луѓе во првите денови од травматската криза, значи таа е шок фаза, има 4 фази при травматски кризи. Првата е шок фаза, која може да трае од неколку часа до неколку дена, и тогаш вие можете да ги видите луѓето дека се збунети, не може да се сетат, не може да едноставно нерационално се однесуваат, бидејќи се во таа шок фаза. И затоа е многу важно во таа фаза, значи прашања од болничари, новинари и други луѓе кои кон луѓето што се засегнати од тој травматски настан, бидејќи постои травматски настан и травматско искуство. Значи луѓето кои имаат травматско искуство, значи од тој настан, ако вие ги прашувате, само ги ретравматизирате што се случило. Вие треба само да бидете тука за нив. И првата интервенција во шок фазата е само да се биде тука и да се обезбеди емоционална поддршка и физиолошките потреби како храна, вода, сон за тие луѓе. Може би ќе сакаат да споделат, може би некој сака да ги остават на мира, и тоа треба да го почитуваме. Значи, јас видов дека комората на психолози понуди броеви, и едноставно тој човек што сака со конкретни броеви на психолози лиценцирани им се достапни. Тоа мислам дека е многу добра интервенција. Значи, не е наметлива, но стојат тука. И она што е важно е во
во тие кризни моменти да бидеме многу како да кажам свесни дека можеби да има луѓе со од еднородителски семејства кои можеби се сами. За тие луѓе ќе мора да има некој човек, тој што работи, на пример, еве ние што сме обучени за кризна интервенција, секогаш обезбедуваме емоционална поддршка, храна, вода, сон и некој човек близок, не мора психолог, да седи 24 часа со нив. Поради тоа што го објаснив претходно, може да дојдат до нерационални однесувања, емоциите да надвладеат, човекот да не може да се справи со тие емоции. Да, ќе одиме подетално подосна по одредени категории на граѓани, но имам уште едно прашање во воведот за вас. Оваа голема трагедија која што и се случи на Македонија во Кочани некако ни покажа дека ние како население не сме подготвени за евакуација при несреќи, при елементарни непогоди, при одредени настани кои што се случуваат, природни катастрофи и така натаму. Како треба едно население да се подготви? Имате ли некаков пример? Еве вие веќе долго време живеете во Австрија, таму се обучувавте. Може ли да ни посочите како Австрија се подготвува за дали имате одредени подготовки претходно, некакви симулации за вакви настани, можеби во училиштата и воопшто населението? Да, во училиштата има секако, дури во Австрија не е невообичаено да слушаме сирени како подготовка, тоа јас мислам во Скопје дека многу одамна не сум чула, но тука постојат сирени, мислам се слушаат. Сирените, сега не знам на кој временски интервал, меѓутоа тоа се тестира. Во училиштата имаат специјални подготовки децата за евакуација при пожар, се симулира аларм и децата мора да ги поминат сите чекори за да се изврши безбедно таа евакуација. Имаше дојава за бомба во училиштето на мојот син пред неколку месеци. И многу ми се допадна дека ние бевме транспарентно, бидејќи во кризна интервенција е многу битно да ги и луѓето што се од институциите навремено и транспарентно да ги соопштуваат сите информации. Тоа е многу важно за да се смири населението, за да се воспостави повторно таа доверба дека нешто не може да излезе од контрола, дека тука е системот и ќе ги преземе сите можни чекори. Нас веднаш ни беше пратено писмо дека децата се што се случило, како се во колку часот се дошло тоа писмо, како ги евакуирале, во кој парк, како безбедно се вратиле, и ни беше кажано дека при целата таа постапка децата беа безбедни и за секого стои на располагање психолошка поддршка. Ние уште пред 2 години добивме писмо дома, ако се случи блекаут, нели знаете тоа исклучување сосема да престане снабдувањето на струја, а тоа значи буквално да нема превоз, да нема, значи да не функционира практично градот. Во тој случај дали детето треба да остане во школа и некој да го земе, дали може безбедно да се врати дома, дали пешке може да се врати дома, колку е оддалечен домот од училиштето, и значи сите чекори ние требаше да ги расчистиме со школото преку тој прашалник за точно да знаат за кое дете како да постапат во случај на блекаут. Иако нели за ваков град е многу малку веројатно дека тоа ќе се случи, но сите постапки се апсолутно превземени. Мислам има стандардизирана процедура за тоа. Исто така при секое запишување секоја година има прашалник на контакт, кој родител прво се контактира, кој лице второ, кој лице трето, кој лице четврто. 4 лица треба да се наведат. Најмалку 3 за во случај на нешто се случи, нели кого како да информираат и нели дали да дадеме согласност секоја година дека во случај на нуклеарна опасност на детето може да му се даде калиум јод таблетка. Така што мислам дека и во Македонија треба да почнат да се видат кои се тие дупки во системот за да се пополнат со стандарди или каде што има процедури веќе пропишани да се ревидираат, бидејќи процедурите во Македонија многу лесно се видоизменуваат или не се следат поради таа коруптивна спрега која е причина за сето ова што се случи за толков буквално за оваа трагедија. Дали ова што го споменавте како пример за училиштето кај вашиот син се работи за основно училиште, средно училиште, каде се применуваат овие ситуации? Основно, да, во основно училиште.
во основно училиште, мојот син е во основно училиште. Да. Вие на вашиот Facebook профил понудивте, всушност и до Министерството за образование и наука овде во Македонија, понудивте еден правилник за однесување во кризна состојба, токму за децата што се во училишна, нели при училишна возраст, за основните училишта, понудивте еден правилник. Може да ни објасните зашто поточно станува збор во овој правилник? Ние ги собравме со моите колешки. Едната моја колешка ми беше асистентка, професор е во Данска, Венка Симовска. Маја Цветановска е психолог во Скопје и незиниот фокус е токму во образованието, и Емилија Георгиевска-Наневска работи во Мадрид како психолог и психотерапевт. И заедно ги собравме тоа што можевме во тој момент како првична поддршка на институциите или на училиштата да се даде, иако Министерството за образование веќе земало некои документи од УНИЦЕФ, но очигледно дека треба да се направи, да се ревидираат тие документи, да бидат како стандард. И од, да речеме, во австрискиот дел, јас тоа што го прочитав и е многу слично со другите, тоа е дека прво фокусот е на безбедноста. Децата мора да бидат да знаат дека се безбедни, како ќе се искомуницира тоа. Видов јас во соопштението на МОН до родителите било искомуницирано дека тоа е несреќен нели случај. Сега во случајот имаше реакција од некои родители бидејќи тоа не е несреќен случај, нели ќе видат децата после дека се апси, па ќе бидат збунети, нели како е тоа несреќен случај. Нема врска, тоа е само терминологија, намерата е јасна, намерата е многу добра, тоа е да се уверат децата дека тоа се случило и веќе нема да се случи. Многу е битно исто така да наставникот, односно да се направи кризен тим прво, директор, педагог, психолог и наставник, да има и да се унифицира комуникацијата, значи да биде унифицирана и многу е важно прво да се даде приоритет на настанот, а после да продолжи денот според вообичајната структура. Иако е тежок настанот, тоа е важно, бидејќи децата треба да стекнат доверба дека се е под контрола, дека не се во опасност. Затоа е безбедноста многу битна, смиреноста, исто така е тој вториот принцип. Наставникот може и треба да ги искомуницира и собствените емоции, да успее да се регулира, за да може и да им даде на децата можност да ги искомуницираат тие емоции, но и да успеат тие да се регулираат. Значи да се отвори простор, нели, да не се некои деца не можат дома. Знаете, ние во Македонија имаме една култура каде што не ги прашуваме децата, нели, како се чувствуваш, него како помине во школа, што се случи. Ние повеќе зборуваме за однесувањето на децата, за тоа, нели, како ние се однесуваме, што се случило, а помалку сме фокусирани на тоа што се случува внатре. И од тука е многу важно да се валидираат емоциите. Значи, секој од нас е погоден и секој од нас е секундарно истравматизиран. Ова е една колективна травма. И треба да се остави простор за валидирање, да се искажат, да, јас сум тажен, сите сме тажни, и едноставно да се остане со таа емоција, да се валидира во тој момент таа емоција. И од тука мислам дека е битно и ето што се собраа луѓето во центарот на Скопје, затоа што тоа е, заедно сме во тагата, тоа е една спојување на емоционално ниво. И исто така децата, бидејќи далеку кочани за да изразат сочувство на местото каде што се случило, може да се направат некои ѕидови на некој ѕид каде што ќе може да остават цртеж, порака, едноставно да има простор да се искаже таа на некој начин, да се искомуницира таа емоција, која е во тој момент силна и избунувачка. Да, кога сме веќе кај децата, кај младите, бидејќи во трагедијата загинаа млади луѓе, основците, средношколците, матурантите, адолесцентите, оние кои што се на факултет студенти, сите тие се поистоветуваат со оваа трагедија. Дел од нив познаваат директно и индиректно некои од жртвите, и ова е една многу ранлива категорија во моментов во нашава земја. Зборуваме дека како треба да постапат училиштата, образовните институции, но како треба родителите да постапуваат со своите деца во оваа ситуација? Што треба да им кажат, како треба да реагираат овие денови родителите со нив?
Знаете што повторно, нели, истите принципи што важат во училиштата, важат и за комуникацијата со родителите. Значи, безбедност, смиреност, поврзување, стабилизирање и одредена надеж. Тие се, нели, 5 принципи кои треба да се следат. Родителот исто така треба да го каже, да прво да ја препознае и да ја валидира собствената емоција. Дали се чувствува тажен, дали се чувствува бесен, дали се чувствува, значи да ја валидира, просто да погледне во себе, да валидира за да може да се изрегулира и тоа да го искомуницира со детето, да му даде простор и детето да каже. И дури детето ако не може ако види дека е тажно, но не може да ги најде зборовите, може родителот во негово име да каже: гледам дека си тажен, но не знам, или да се, нели, ќе помине или не знам тешење, тоа не функционира затоа што тоа ја негира емоцијата. Знаете, и кој ќе му кажете на некого да го утешите, вие точно спомнавте, многу ранливи категории, некој што бил сведок, некој што бил наблюдувач, некој што видел многу страшни сцени. И сега, како да кажам, значи тие се исто така луѓе кои се преполни со емоции, кои во моментот во шок фазата не може, но понатамо ќе треба да се да се сместат на некое место, односно да се направи повторно интеграција во новата реалност на личноста, затоа што сега реалноста е променета. Вие ги кажавте младите, средношколците, и тие изгубиле на некој начин некои луѓе од омилен бенд. Тоа е емотивно поврзување со тие песни, тоа било дел од нивниот идентитет, како да кажам, значи ние растеме и сите тие искуства, значи песни што ни се случува со ученици, настани, сите тие се дел од од нашите искуства што го градат нашиот идентитет. И тоа сега е тагување. Тоа е тагување. Да ќе се присетиме кога се омилениот бенд, по пријателот, по другарот, и непознат некој што се нашол и се приспитува дали можев ја се да направам, па има чувство збунетост на вина. Ќе се присетиме кога го загубивме Тоше, значи некоја ме подсетува еден флеш ми се случува сега деновиве кога го загубивме Тоше. Јас бев во средношколски денови и се сеќавам дека тоа многу тешко го доживеавме сите мои другарки. Не е едноставно кога некој толку многу силно сакаш, ја слушаш таа музика, не е едноставно да прифатиш дека тој човек повеќе го нема, а ти го покрај тоа што не го познаваш лично го доживуваш како твој близок. Околу така, значи со загубата на некого физички, вашата реалност се менува, дали е тоа близок човек, дали е нели некого што едноставно сме шокирани, тоа беше исто така еден травматски настан, колективна травма, кога го губиш. Ние кога се пресветуваме и кога викаме нели поубаво се живееше порано или на нешто кое ќе се сетиме, ние најчесто емоционалното искуство го памтиме. Емоционалното искуство кога сме ги слушале тие песни, емоционалното искуство кога сме биле поврзани со друштво, тоа е тоа што нас за тоа практично ни предизвикува толку силна тага, затоа што сме биле на некој емоционален начин поврзани. И тоа исто така треба да се одболува. Значи, исто така и треба да се кажа, да, јас сум тажен, значи, да се види, јас сум, не знам, бесен на системот, едноставно да се искомуницира тие, да се види, да се направи, значи, да се биде со емоцијата, да не се потиснува, да не се негира, да не се, значи, замислете сега некого, ако загубил некого и да му речете, биди силна, тоа е тотално некорисно. Мислам, сум го читала кога ќе се изрази, да речем, изразуваш сочувство, меѓутоа биди силна или силен, или тоа не му користи на човекот во тој момент. Кога сме кај средношколците, сакав да го опфатиме моментот кога зборуваме, вие споменавте добро е да се направи некој зид, добро е тие да го покажат револтот, бидејќи конкретно за оваа трагедија се испостави дека виновна е корупцијата, виновен е системот, да виновни се оние кои што ја водат државата. Сега, значи, овде кај нас протести, односно собири, лошо се изразив, собири се случуваа во чест на
загинатите. Делот средношколците, односно покажуваат дека не биле пуштени од училиште. Стигна соопштение од Сојузот на средношколци дека во училиштата професорите не ги пуштале да излезат надвор од наставата, и тоа зборувам за првите денови кога се случи се во ова, и тие се лути поради тоа затоа што имале потреба и тие да излезат. Како вие го коментирате тоа? Јас мислам дека е многу погрешно што почна да се случуваат, и ја го гледам тој на социјалните медиуми, дека има интервенции од политичките партии на власта, бидејќи се плашат да не им се случи еве тоа што се случува, да речеме, во Белград, или некој да не го дали опозицијска партија или некој да не го украде моментот. Меѓутоа, тие две работи треба да се одвојат. Собирите за каде што треба да се искаже, on a morning, значи тагување за тие, и дека ние треба да бидеме сите заедно во оваа болка, апсолутно се потребни. И секој психолог тоа ќе ви го каже. И затоа е неоправдано да не се пуштат, и дури треба да бидат флексибилни овие денови наставниците со изостанците, бидејќи секој, како што реков, на индивидуален начин го доживува тоа што се случило. Имаме травматски настан и травматско доживување. Значи секој на различен начин тоа го доживува. Некој е посензитивен, некој е повеќе погоден. Тоа што се случи тоа, бидејќи е виновна корупцијата, и тоа не е сега, не е во последниве месеци, него тоа е од осамостојувањето до сега, и сите политички партии учествувале во креирање на тој антисистем, тоа ќе биде одвоено, каде што дали младите, народот, граѓаните ќе ја канализираат тој гнев и тоа негодување и една желба да се воспостави систем на местото на овој антисистем, каде што за да не се спроведуваат правилата, бил одговорен некој центар на моќ или желба за профит. Значи, профитот и моќта ги диктирале правилата, а не правилниците и законите. И сега тоа треба да се смени, би требало. Мислам, ако ова не е момент за ресет, не знам кога би било. Се разбира дека и секој граѓанин треба да учествува на свој начин во креирање на тој систем и уривање на овој антисистем. Како тоа ќе се канализира, велам, е одвоено, но да се забранува учество во протест, прво и не можете да забраните ако некој решил ќе се случи. Мислам дека е тоа многу погрешна тактика. Ајде да преминеме повторно на категоризацијата на граѓани, на оние кои што се ранливи категории во ситуацијава. Повторно сакам да се навратиме кај семејствата, кај дечиња кои што се, да речеме, повлечени, кај мали деца за кои што можеби ова е прва голема траума која што ја слушаат, ја чувствуваат, ја гледаат, се повлечени, се срамежливи, се затворени. Како родителите да допрат до овие дечиња? Видете, ние не го знаеме контекстот во некои семејства, можеби децата немаат можност толку да споделат, нели, секое семејство е различно. И затоа постојат психолози, затоа постојат и на друго место и невладени организации да се види, да се детектира. Прво, ако наставникот види дека некое дете е повлечено, дека не споделува или дека неговото однесување се разликува од претходно, и тој самиот треба да алармира и да се види, да се поразговара со родителите, да се искомуницира, дали му треба на тоа дете поддршка. Значи, дали треба повеќе да се свртиме, кон некој. И тоа ги погодува не само таа тага, како што рековте, спомнавме ранливи категории на граѓани, дури и малите деца, дури и бебињата, дури тие каде што емоциите и во невербалната комуникација, емоциите и се чувствуваат. Значи, особено малите деца, тие се сунгер. Тие и да не кажете нешто, ќе уловат емоцијата. Да. И е многу важно и да се валидира и да се разговара, да се регулираат тие емоции. Емоционалната интелигенција е многу важна. Дури јас секогаш кажам, дури во училиште треба да некои основи на тоа да се учат, бидејќи ни помага и во комуникацијата и во секојдневниот живот. И тоа не е емпатија како што широко се мисли. Тоа да правиме со оние дисфункционални семејства, со деца кои што живеат и растат во дисфункционално семејство, а исто така, како и сите нас, ја чувствуваат оваа болка, немаат со кого да споделат очигледно дома. Кој треба да обрне внимание на овие дечиња?
Видете, тоа е дел од многу поширока тема за дисфункционалните семејства и мислам дека и превенцијата во Македонија во многу случаи што се појавуваат во јавноста, во печатот, во медиумите, тука и превенцијата и раното детектирање на тоа што се случува и дали некое дете живее во дисфункционално семејство не е на високо ниво. Значи, тука не е само ниту Министерство за образование, ниту само Министерство за здравство, ниту само Министерство за труд и социјала, туку потребна е соработка и повторно ќе кажам, правилата и стандардите да се следат за да се направи таква ранна детекција, за да се види, да се следи тоа семејство, затоа што преку детето што ви доаѓа во школа, вие можете многу да дознаете, едноставно дали тоа живе во благосостојба или не живе, дали неговите права можеби се нарушени, дали можеби постои насилство, не мора ни да е физичко, може да е и вербално насилство. Значи сето тоа треба да се превенција и да има, затоа постојат социјални служби, дали затоа постои стручни служби, затоа постојат психолози, педагози. Дали тие вршат работата, дали тука правилата и прописите не се следат или се занемаруваат или некој не си ја врши работата, тоа е навистина поширока тема. Но во оваа кризна интервенција, ова што ви го кажам, кога ќе се направи кризен тим, тој ги следи. Значи наставникот ги следи реакциите на децата. Ако види дека некој дете неговото однесување одстапува од вообичаеното, се разбира дека треба да алармира. Така. И се разбира дека треба да се понуди и психологот треба да биде сега достапен за сите деца цело време. Да се тргнат другите обврски и психологот и педагогот да се посветат точно на овој период на тагување. Значи да бидат со децата и да бидат достапни за буквално секој дете што ќе сака и не може дома да сподели, да може да сподели барем во училиште каде што постои психолог. Каков совет би им дале на идните мајки, на бремените жени кои што не гледаат? Тоа се жени кои што се во чувствителна фаза од животот, хормоните работат, ќе бидат идни мајки се поистоветуваат со трагични слики, трагични видеа кои што се појавуваат на социјалните мрежи, родители губат деца. Каков е вашиот совет до овие жени? Јас повторно ќе кажам за околу советите, веќе неколку пати кажам дека не постои универзален совет. Јас не можам да дадам универзален совет до сите бремени жени, бидејќи повторно не е толку поважно тоа што се случило како човек го доживел. Некоја бремена жена може да не го доживее на некој силен начин, некоја може да го доживее. И од тука е многу важно и затоа повторно ќе кажам, комората на психолози и психолозите во Македонија што има многу стручни, самото тоа што се кажуваат дека се достапни, тоа значи дека се достапни за сите групи на граѓани, значи со телефони и да се побера помош. Бидејќи точно кажавте и драго ми е што овој разговор ги опфаќаме и сите ранливи групи, бидејќи тие прашања секој си ги поставува, бремените жени се во една посебна состојба поради хормоните се уште можеби посензитивни, така да не може да се даде за жал универзален совет, освен совет дека секој кој ќе почувствува потреба да разговара со некого, дека во моментот барем има со кого да поразговара. Ако тоа функционира, јас се надевам дека функционира, бидејќи сега е многу важно и мислам да се искористи, да се видат прво ресурсите кои ги има Македонија во однос на психолошка поддршка и да ги искористиме тие ресурси што сега стојат на располагање, да се даде поддршка на сите ранливи групи на граѓани и да се даде соодветна поддршка. Се надевам и дека и за кризни ситуации има одредени стандарди, ако нема јас стојам на располагање за било каква поддршка колку што можам од тука од Виена. Да помогнете од таму. Да, генерален совет не можеме да дадеме. Би сакала да ги споменеме и оние семејства кои што каде што се чувствува рефлексија со оваа трагедија, кои што на некој сличен начин загубиле свој близок пред некое време, можеби пред многу години, но еве сега ова што се случува сигурно силно ги погодува овие луѓе и за нив нема генерално совет еден, но сепак предпоставувам дека отворени се вратите за сите кои што сакаат да се обратат до психолог, но постојат луѓе кои што не можат да се охрабрат за тоа. Може ли совет за оние како да ги охрабриме? Има луѓе кои што се уште е табу тема јавувањето кај психолог. Да, и мислам дека тоа е време да се надмине, бидејќи
Еве, јас во еден разговор со еден познат од Аргентина ги прашав дека знам дека таму е најголем процентот на луѓе кои одат на психолог и нели зашто е тоа така, и тој ми одговори па ние одиме како што одиме на фризер, нели да се за надвор да си ја средиме косата, одиме најредовно и на психолог за да одржиме нели хигиената на тоа што се случува внатре. И мислам дека е тоа многу важно да се разбијат тие табу и да се побара поддршка кога некому му е потребно. Сега, многу е важен исто така на индивидуално ниво, значи дали ќе се воспостави врска помеѓу клиентот и психологот, што е најважно за некои работи да речеме да се надминат. Но да се вратам на вашето прашање, спомнавте многу важна ранлива категорија на граѓани, тие што веќе имаат загуба, особено на дете, и тие сега се во многу чувствителна фаза. И затоа е многу важно да градиме, затоа спомнав емоционалната интелигенција, да градиме само емпатија за да можеме да бидеме емпатични кон другите луѓе. Значи емпатија значи како да кажам, не да им давате надеж ќе биде подобро или не знам што, него да бидете тука за нив во тие емоции, во тоа споделување. И сигурна сум дека многу од тие нели родители тоа сигурно ќе им помине низ глава и сигурно поминуваат многу тешки денови. Значи во оваа ситуација ние сите поминуваме тешки денови, но има ранливи категории на граѓани каде што уште повеќе им е потребна таа поддршка. Но повторно ова е ситуација која едноставно се тагува, се поминува, нели, одбранбени, ние не сакаме да веруваме дека тоа се случило на почетокот, особено тие што се нели најзасегнати, тие не ја прифаќаат реалноста затоа што треба да живеат во сосема променета реалност без некој што им е близок. Тоа е претешко. Тоа е претешко и многу е тој период бара време, значи и затоа треба да сме тука емоционално едни за други во оваа прва фаза. И од тука и кажав дека тоа што да се спречува, да се соберат луѓето, да бидат заедно во тагата, да го споделат емоцијата, не е добро. Значи, но исто така и регулацијата е многу важна од емоционалната интелигенција, бидејќи може да настане, да речеме, да не знае некој што да прави со емоциите. Замислете сега, еве, вие кажувате ранлива категорија на граѓани, ги спомнуваме. Ранлива категорија на граѓани, например, во Македонија се и сите мажи, бидејќи од мали ако ве учат вас, машко си не смееш да плачеш, треба да си силен, треба тие учени се да ги потиснуваат емоциите. А емоцијата притиска, може ќе излезе на друг начин, дали не знам, во агресија, во нешто друго. Од тука е многу важно ние да ги валидираме емоциите, да зборуваме за тоа, да градиме дека едноставно однос како општество, дека емоциите се дел од нас и да научиме да ги споделуваме, да научиме да зборуваме, да ги прашуваме нашите деца како се чувствуваше денеска. Не како помина, нели што се случи, како се чувствуваше денеска. Што ти се случи? Кога ќе го видиме дека е нели тажно, што дали си тажан или што ти се случува, да сподели емоција, да бидеме тука за нив емотивно. Тоа е многу важно, да го негуваме како општество. Ида Протугер, психолог и тренер за личен и организацијски развој. Ви благодарам што се вклучивте во програмата на Слободен печат. Ви благодарам за сите психолошки совети кои што ни ги дадовте. Благодарам, Александра. Почитувани, вас ќе ве поканам и понатаму да се информирате преку Слободен печат.